Денеска се сеќаваме на крвавиот четврток во собранието, кога во организација на лидерството на ВМРО-ДПМН толпа националисти, меѓу кои беше и Христијан Мицкоски, тргнаа во безумен насилнички обид да се задржат на власт по секоја цена. Без најмало чувство за одговорност и за последиците од нивните мрачни амбиции. Отидоа до таму што некои од насилниците, за да го реализираат нивниот монструозен план, беа подготвени и за ликвидации. Токму нив, Гордана Силјановска-Давкова планира да ги амнестира. Наспроти тоа, ние не дозволивме да бидат погазени слободата и демократијата и не дозволивме омразата и насилството да поттикнат братоубиствена и меѓуетничка војна. Со разум и присебност на мнозинството од пратениците, храбро спречивме безумието да заврши со трагични последици. Наспроти партијата, со автократско лице, која денес повторно се заканува да поведе нов режим, СДСМ ги превзеде државничките чекори да ја стави земјата во редот на слободните и напредни демократии. Така, само за неколку години, токму во ова собрание, од крвави сцени и обиди за ликвидации на избраниците на народот, стигнавме до гордо кревање на македонското знаме и знамето на НАТО. Нема откажување, продолжуваме одговорно и тука сме во заштита на прогресивните македонски граѓани кои својата иднина ја гледаат во земја со европска демократија и европска иднина. 27 април е силна причина да се исправиме пред налетот на староновиот режим.